Пратеничката група на ВМРО ДПМН ги прифати барањата на студентското движење Студентски отпор за поднесување амандмани на буџетот и да се зголемат парите во однос на предвидените од Министерството за образование и наука. 100 милиони денари за реконструкција на студентските домови. 100 милиони денари за енергетска ефикасна рехабилитација на студентските домови. 200 милиони денари за еднократна финансиска помош за сите ученици во основното и средното образование кои доаѓаат од семејства со примања до просечната плата. 200 милиони денари за покачување на субвенционираниот студентски оброк од 120 на 160 денари. И 300 милиони денари за унапредување на науката и научно-истражувачката работа. Ги повикувам пратениците од мнозинството да се охрабрат и да ги прифатат овие амандмани за младите да имаат подостоинствени услови во услови на најголемата инфлација која во моментов изнесува 20%. Во претходно испратеното барање до сите пратенички групи во собранието, студентите побараа со зголемување на средствата бараме зголемување на субвенцијата за студентски оброк од 120 на 160 денари и задржување на постојните критериуми, но исто така бараме во студентските домови да има повисок квалитет на храна и лифтовите да работат во текот на целиот ден. Во делот на инвестициите во образованието бараме да се предвидат средства за реконструкција на сите студентски домови. Се наведува во соопштението.